Лицата приматели на семејна пензија конечно ќе можат да работат без при тоа да го загубат правото на пензија. Со 73 гласа за, претениците го донесоа законот за работен ангажман на лица. Во законот опфатени се само три дејности: земјоделство, угостителство и домакински работи како чистење и нега на лица. Но право за ваква работа ќе добијат и други категории на граѓани, како на пример студентите, лица помлади од 18 години кои согласно општите прописи ги исполнуваат условите за работа, како и странците кои имаат регулиран престој во државата. Идејата на законодавецот е на овој начин да се намали сивата економија во државата. Со овој закон се креира формална рамка за препознавање на заштитата на илјадници лица кои што се ангажираат на сезонска, привремена или повремена работа, кои долго време обстојувале надвор од системот за правна и социјална заштита. И впрочем тоа беше првото барање, од таму тргнавме во целата оваа работа, затоа што најголем проблем беше правното осигурување и социјалната заштита на овие лица. Но лицата опфатени со законот се ограничени со само три дејности, но и временски, бидејќи ќе можат да работат само 4 месеци во годината. Токму тоа се и најголемите забелешки на студентите кои бараат проширување на листата. Тука треба да влезат и институции, треба да влезат IT сектор, да речеме теретани, продавници, областите според кои студентите студираат, да не бидат само три области согласно кои што ќе може да се работи. Овој закон е до некаде ограничувачки во однос на тоа. А и во однос на време траењето на работниот ангажман, можеш да работиш во една година, максимум 4 месеци, од кои 4 месеци, 2 месеци кај еден работодавач, што значи дека ти во една година за 4 месеци треба да смениш 2 работодавачи за согласно овој закон. Токму поради овие забелешки, студентите сега работат на нов предлог на закон за студентска работа, па преку него да се обидат да ги прошират дејностите каде што би можеле да работат. Пратеникот Бојан Стојановски од ВМРО-ДПМН, појаснувајќи ги одредбите од законот, вели дека пратениците веќе ги слушнале забелешките од студентите, но оставени се само овие три дејности поради искуствата на соседните држави со вакво законско решение. На овој начин, според него, се штитат и работниците, но и самата држава. Во Србија се случило да овој закон биде проширен на повеќе дејности и да самите работодавачи го изикруваат законот за работни односи и да ги носат работниците под законот кој што е за нив поповолен како работодавачи, а не за работниците. Ако ние ги вкалкулираме и други дејности надвор од овие три, практично ќе направиме дисторзија на системот за пазарот на трудот и на работните односи и голем дел од работниците ќе ги загубат сопствените права, бидејќи како што спомена во Србија бил вклучен и секторот градежништво, кој што веднаш потоа се нотирани големи злоупотреби на законот и самите работници балеа овој закон да се промени. Но што е со категоријата странци со регулиран престој? Дали ова значи олабавување на системот за странци кои сакаат да работат тука? Стојановски појаснува. Овој дел не се однесува на мигранти, туку овозможување на странците да можат да работат повеќе од една работа во земјата. Овој закон не е за мигрантите, туку еве да речеме дека постои одредено лице кое што е фриленсер, кој што има регулиран престој тука, да се работи можеби во гостителската индустрија, за да може по завршувањето на работното време за кое што има потпишано договор со работодавачот согласно законот за работни односи, по овој закон да биде ангажирано на свое второ или трето работно место, каде што би добил и придонеси, но и државата би добила данок на личен доход и сите други давачки кои што тие се неопходни да ги платат. Биејќи во моментов по некои наши анализи, сите оние кои што се со ваков регулиран престој, а се странци, работат многу повеќе од 8 часа, а тие другите часови кои што ги работат се во сивата економија. Законов е Даниел Василев, Сител телевизија. И многу повеќе